Две познати градежни компании, една од Охрид, една од Струга, две од општина Вевчани и една од Велешта се најдоа на листата на фирми на кои ќе им бидат одземени лиценците во делот на градежното работење и урбанистичко планирање. Тие граделе објекти од прва категорија, а тука спаѓаат градби од инфраструктура на државно ниво, електрични централи, далноводи, телекомуникацијски мрежи, аеродроми, патишта и така натака. И ова не е се. Без лиценци ќе останат 5 други компании од Охрид и 7 од Струга и Струшко, кои вршеле надзор, проектирале и изведувале градби од втора категорија. Документот кој е јавно достапен од Министерството за транспорт и врски ќе го достава до МВР, јавното обвинителство, ЗЕЛС и останатите засегнати институции. Ова го отвора прашањето што ќе се случува со оние објекти кои спорните компании веќе ги градат, посебно пред сезона во туристички Охрид. Тогаш ќе прекине со градба, нормално се до исполнување на лиценците, на условите за добивање на повторна лиценца за градба. Деновиве од пазарниот инспекторат и другите надлежни институции вршеа контроли на 6 објекти во Охрид, од кои еден диско клуб, 3 кабареа и 2 ноќни клубови. На 3 од нив им е изречена забрана за работа се до исполнување на минимално техничките услови. Било констатирано и дека еден локал бил регистриран како кафе-бар, а работел како ноќен клуб со малолетници. Сите, за разлика од други градови, во Охрид плаќале лиценца. Како ја добиле, дали требало да ја добиле, дали исполнувале услови, тоа треба да прашаме за минимално технички услови, кои што се доставуваат во пазарната инспекција, која што ги одобрува, таму под полна кривична и морална одговорност, собственикот со едно штаклирање сетото го гарантирал. Така да, секогаш постоеле луѓе кои наоѓале начин некаков во тој административен апарат или лавиринт да пронајдат начин за свој личен бенефит и корист да искористат од таа цела ситуација или нефункционалност или недоволна работа на самите институции. Во идниот период, начинот на кој што ќе се издаваат новите лиценци ќе биде многу поинаков и законски построг. Децидене Пецаков, кој смета дека оваа летна сезона во Охрид ќе функционираат само 2 до 3 ноќни локали, кои во целост ги исполнуваат условите за кабареа или дискотеки.